Моментот кога луѓето губат по неколку часа заглавени во сообраќаен метеж, како што е случајот со големите метрополи, се чинеше кај нас ни одблизу немало да се случи, бидејќи Кочани важи за град во кој бргу се стигнува со автомобил од едно на друго место. Но сликата не само за време на празници и пазарен ден, туку и во обични денови може да изгледа токму вака. И кога се создаде ваква тензична ситуација, кога сите после работа околу 15 часот брзаат на кај дома и не дај Боже само еден возач на автомобил да се паркира несоодветно, а тоа го прават многумина, и да го закочи сообраќајот на повеќе главни улици, тогаш се создава огромна нервоза кај повеќето возачи. Така и се случи. На едносмерната улица што води кон Стришани и екипата на Канал 8 беше сведок на само една од многуте такви ситуации, кога еден од многуте лошо паркирани возачи си го оставил автомобилот скоро на средина на улицата и без да размисли дали друго поголемо возило може да помине, си излегол и го нема да се врати подолго време. И ситуацијата да биде уште поинтересна, се случи голем застој поради тоа што не можеше да помине камион со иден возач кој што полагаше за возачка дозвола за вакво возило. И позади камионот се создаде голема гужва. Сите автомобили што поминуваа, меѓу кои беше и нашата екипа, беа буквално заглавени во сообраќајниот метеж, кој што беше предизвикан токму од паркираното возило. А од возачот на погрешно паркираното возило ниту абер. Полицијата која што беше присутна и која што за цело време ја пратеше ситуацијата, го бараше возачот на возилото, а автомобили се повеќе се трупаа. Некои возачи кои што беа во големо брзање и видно ја искажуваа својата нетрпеливост со пцуење и нервози, се снаоѓаа и бараа излез преку други улици. Нашата камера цело време го снимаше големиот застој, кој што во овој случај ни полицијата не беше моќна да го среди, а нервозните возачи кои што стоја повеќе од половина час дофрлуваа на снимателот на Канал 8 да го сними ова, бидејќи револтирано искажуваа дека не се случува прв пат. И заклучокот е дека полицијата е присутна на терен и постојано упатува апели за совесно и одговорно однесување на возачите и другите учесници во сообраќајот, но се паѓа во вода доколку самите возачи немаат слух и одговорност во однос на паркирањето и оставањето на своите автомобили. Ниту казните кои се големи за непрописно паркирање не може да ја санираат ваквата состојба која се почесто ја има и во нашиот град, а го отвора прашањето за создавање на поголем број места за прописно паркирање на возила.